Државниот пазарен инспекторат изминатиот период со полни раце работа. За 8 месеци инспекторите извршиле повеќе од 17.350 надзори, од кои 4.540 субјекти добиле прекршачни платни налози во вредност од околу 110 милиони динари. Главниот фокус на работата на инспекторите во последните 3 месеци биле угостителските објекти. Од инспекторатот велат дека од 17 март до 15 јуни евидентирани 1713 надзори, од кои 716 субјекти добиле прекршачни платни налози и 60 решенија за привремена забрана за работа. Најголем дел од прекршоците биле за немање на лиценци за работа. Забелешките се од почетокот ќе почнем, значи од немање лиценци за работа, после тоа несоодветни услови, односно неисполнување на минимално технички услови, во било кој контекст од таа листа на минимално технички услови, пречекорување на работно време, несоодветна дисциплина и почитување на законот за угостителска дејност, односно за почитување на работното време. Во однос на цените на пазарите, таму се прават засилени контроли. Директорот на Државниот пазарен инспекторат вели дека по укинувањето на мерките за ограничување на маржите и замрзнување на цените, кое заврши на 30 април, се забележува умерен раст на цените во малопродажба, додека во голема продажба тие се враќаат на нивото од пред мерките. Има одредени зголемувања од 3 до 5% кај оние најосновни производи, тоест производи со најголем обрт, додека кај тие со помал обрт, хемиски производи, производи за лична хигиена, пелени, бебешка храна, зголемувањата се движат од 10 до на 20%. Тоа е во моментот. Анализата на Државниот пазарен инспекторат, направена пред 10 дена, е веќе доставена до Министерството за економија и труд. Таа е изработена врз основа на контроли спроведени кај над 100 субјекти и над 1000 продажни места низ државата. Од инспекторатот велат дека станува збор за обемна анализа, која сега е во надлежност на Министерството за економија. Таму треба да се разгледува и да се донесат соодветни заклучоци.